Време и за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Да се биде жена која што рамо до рамо ќе чекори со мажите во армијата на Република Македонија и подеднакво одговорна ќе се грижи за територијалниот интегритет и суверенитет на нашата земја, не е нималку едноставно. Но многу жени има во армијата на Република Македонија кои што храбро го прават тоа низ годините. Ова утро во утринската програма ве запознаваме со само 4 од нив. Ќе одиме по ред. Велам добро утро за поручник Моника Павлова, припадник на командата за обука и доктрини и единствената жена командир на наставната група за питомци на Војната академија. Добро утро и добре ни дојдовте. Веднаш донеа професионален војник Ангела Гиновска, припадник на ренџерскиот батальон. Добро утро. И за вас поручник Оливера Томовска, командир на чета за атомско и биолошко хемиска одбрана во првата механизирана пешадиска бригада. Добро утро Томовска. И добро утро за професионален војник Ангела Сибиновска, припадник на војната полиција. Епа, добре ни дојдовте. Дами, денот е одличен некако да го поврземе со сето оно што е актуелно 8 март, но денеска ќе говориме за тоа колку ние жените сме храбри, колку ние жените можеме да се бориме за сето оно што го сакаме и да имаме и професионален живот и приватен живот. Ќе започнеме со вас, поручник Павлова. Вие сте мајка на детенце, долги години во армијата на Република Македонија. Како започна вашата приказна во АРМ? Од каде вие во армијата на Република Македонија? Најпрво добро утро на сите гледачи на емисијата и на цела Македонија и ќе користам приликава да и честитам на сите жени 8 март, да имат убав ден и да не забораваме дека жената е битие без која мажот не може. Апсолутно. Така е. Мојата приказка започна кога се запишав 2009 година на Војна академија. Значи тоа ми беше желба, сон и ми се оствари. Запишав 2009 Војна академија и завршив 2013 како прв родовски старешина од мојата класа од родот пешадија. Значи ние бевме и прва класа женски. Значи претходните генерации немало било строго машки примани. Во 2009 се отвори конкурси за женски офицери. Читајќи ја вашата биографија, најдов да интересни податоци, вели по завршувањето на сте биле дел од единицата на популарните шкорпиони, за потоа да бидете избрана на командир во Војната академија на сегашното место. Она што ме интересира, како реагираше вашата најблиска околина, пријателите, роднините, кога им соопштивте дека еве вие сте сериозно? Уште на самиот почеток кога се запишав на мојата академија, добив реакции како женско, не може, таму е тешко, напорно е, тоа е машка работа, па ти си мала, каде таму со војска, тие се искусни, тие се возрастни личности, кај ќе се справиш со машки. Но јас бев решена и тоа ми беше желба. И знаев дека ќе успеам, дека јас сум за ово родена и дека за ова ќе ме биде. Значи секој има чувство за што ќе го биде понатаму. Кога завршив, директно ми поставија прво работно место беше командир на вод во Шкорпиони во Штип. И таму прв вод ми беше со војници каде што имаат искуство преку 12 години. Значи беше тоа напорно и тешко и за мене, али не покажав слабост, не покажав дека не можам тоа да го работам. Значи едноставно излегуваш пред строј, командуваш, тие се должни да те слушаат, таква нашата хиерархија што не би требало да има проблем. Сепак тие се искусни војници и од страна се слуша, имаше коментари од постарите старешини, као дали ќе може да се снајде, мала е, неискусна, женско е, прв пат застанува пред пешадиски. Значи сепак се соочувавте со стереотипите, типот дека работата во АРМ е само за мажи. Да, имаше на почетокот такви реакции, затоа што и родовски старешина сум прв пешадија. Така. И падна во таква единица борбена кај што со многу задачи и предизвици. И имаше премногу реакции како ќе биде, што ќе биде, да не сгрешиме, да не се посрамиме, али сепак јас докажав дека ние жените можеме и знаеме како спрема машки. Така, Ангела, каков беше вашиот пат во АРМ во однос на стереотипите, она што го спомена и Ангеловска, се соочувавте ли со коментари од вашите колеги дека ова е работа за мажи, па зошто ти во АРМ? За работата на жената е да биде убава, да се грижи за домот, да... Некако, за жал, се уште живееме на Балканот, каде што така не дефинираат и толкуваат. За жал, да. Пред се, првично, за да влезам јас во ренџерски батальон, поминавме 24 дена селективен курс, каде што веќе докажавме и
на тие 24 дена дека секој од нас може да издржи без разлика дали е машко или женско. Психофизички имаше разни тестови, бевме притискани до лимит, но успеавме да кажавме дека лимитот е само во нашиот ум, без разлика дали сме машки, дали се машки или женски. На почеток имав разбирање од колегите и мислам дека жените не ги има само во логистичките поддршки единици, туку веќе жените се и во голема бројка застапени во борбените единици. Она што е интересно го пронајдов во вашата биографија, вели за време на примот во војната полиција сте били единствената жена на војно-полициски курс. Тоа е? Јас. Тоа сте вие? Да, додека беше мојот војно-политички курс, јас бев единственото женско, каде што успеав да се снајдам Како успеавте да го изменаџирате сето тоа? Така, не е едноставно да се биде сама жена во околина. Да, но со помош на моите колеги, јас тоа го успеав. Така. Колку години, колку време сте во армијата на Република? Јас сум 3 години во армијата. Прво започнав мојата војничка кариера започна во Тетово, во касарната во Тетово, каде што имавме општа воена обука и потоа добив прекоманда во воена полиција. Оливира, вие сте мајка на едно дете, мажана. Она што сега веројатно ме интересира и мене, а и гледачите кои што гледаат во моментов тешко ли е да се балансира помеѓу кариерата и семејството? Дома, домашните бараат внимание, работата бара посветеност. И тука можеби е тешко да се направи дистанца, односно да се разграничи денеска работа, ми не се концентрирам на семејството, а кога сум дома не мислам на работата. Точно, значи јас сум мажена, имам 3 годишна синче. Тешко, не велам дека не е тешко, но меѓутоа тоа што се сака, јас ја сакам и мојата работа, сега сакам и моето семејство. Успевам да се снајдам и во домашните обврски и на работата. Да, точно е дека кога ќе заминам дома, помалку мислам на работата, но меѓутоа имам мисли кои што ќе направам утре, а кога сум на работа, па мислам на моето синче, како е, дали е добро во градинка, и двете работи ги сакам и паралелно ги работам. И жената е еден голем борец во целото минато и во сегашноста мора да се бориме за да успееме во тоа што го сакаме. Ангела, неколку пати во текот на вашето работно искуство, од она што можам да го прочитам, сте биле на многу акции. Зборувам за акции кои што се сериозни, зборувам за акции кои што го бараат под полното внимание и концентрација и каде што не сме да се промаши, ајде така да кажеме. Која е онаа задача која што вам низ годините ви била најтешка, кога можеби сте се соочиле со ситуација и сте се запрашале вие дали сум на вистинската работа, дали можам ова да го направам? Со самиот влез во армијата јас знаев дека сум за оваа работа. Имам учествувано, јас и мојата единица, имам 2 години поред, сме оценети од НАТО, имаме здобиено со највисоки оценки. Тоа е веројатно доволен доказ за тоа дека никогаш не сте потфрлиле на било која работна задача која што ви е дадена. Без разлика на временските и теренските услови, секогаш даваме максимум од нас за да извршиме мисијата на потребното ниво. Кои се најчистите прашања кои што ви ги поставуваат познаници, пријатели, оние кои што прв пат ќе дознаат дека работите во АРМ? Сите се малце им е необично, сите прашуваат како е униформа, како е цел ден да се биде во чизми, како се сногате со војниците, претежно пред нас стојат и старешини професионални војници кои што имаат над 30 години. Има прашања, има многу дилеми во населението кои што не им е позната армијата внатре, но сите се восхитени и мислам дека не разбираат како не. Така, морам и вас да ве прашам, која е онаа задача пред која што бевте исправени години, а ви беше сериозен предизвик да ја завршите и да докажете на сите околу вас дека една жена може да го направи сега ова? Ајде ќе почнеме од вас. Па има милион задачи кои што сме имале предизвик да покажеме дека жената може. Една од тие ми е било Обреновец поплавите, кај што јас бев единствено женско, кај што заминав на толку ризичен терен да помогнеме сепак на нашите соседи. Друго ми е поголем предизвик било мигрантската криза доле на нашата јужна граница, кај што бев испратена меѓу првиот удар кога го примивме 2015 година и тие беа едни од потешките задачи за мене затоа што со мало искуство, али сепак покажавме дека женава помеѓу
бевме околу над 200 луѓе таму, се машки, само јас бев женско. И треба да излезам и да работам со нив и да се справиме со мигрантскава криза што не очекуваше доле. На поплавите во 2016 година во селото Стајковци, Скопските, скопските поплави, учествував во таа криза, извршивме дезинфекција на сите куќи во селото Стајковци и на сите улици во селото. Тоа беше навистина голем предизвик кој го завршивме без никакви проблеми, нормално жалосно за последиците кои што ги доживеа селото Стајковци. Но добре да се знае дека има некој кој што е подготвен да помогне и да работи на помош, да одговори терен. на Апсолутно. Вашата задача која што ви беше најголем предизвик изминатива години? Јас исто така учествував во поплавите во Стајковци, но при тоа мене и целата работа ми е малце потешка, бидејќи јас сум и воедно и студент, сум на факултетот на безбедност, сега сум абсолвент. И исто така многу ми подпомагна факултетот, бидејќи тоа што го учам таму, го применувам на работа, а и тоа што го учам на работа го применувам во теорија. Така да целата работа е предизвик за мене, но јас мислам дека добро се снаоѓам и успевам во тоа. 8 март е ден кога сушност го одбележуваме историската борба на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. Многу пати не доживуваат како понижниот пол. Мене ова искрено не ми се допаѓа, многу сакам повеќе да не доживуваат како борбени, како жени кои што знаат што сакаат и се борат за она што го сакаат. Ве поштедувале ли некогаш вашите колеги низ годините? Имало ли некоја работна задача на која што ви рекле чекајте, да, јас вие сте дама? Не е ова работа за жена? Да, имало, кога сум била студент и моите колеги сакат, ајде, женско си, уживај, ние ќе јас работиме работава, но ние сме тие пак да покажеме дека сме рамноправни. Јас сум одлучила да се запишам на војна академија и знам дека го можам тоа. Ние треба да покажеме дека не колега што работиш ти, можам и јас да го работам. Значи, сепак мислам дека жената е голем фактор да влијае дека ние можеме исто како машкиве. Ако се тргнеш настрана, значи покажуваш дека сепак не можеме. Или ајде женска работа, машка. Нема. Се што може машкото, може и женското, според мене. Неопходно е женското во армијата, дефинитивно. Апсолутно се согласувам со тоа. Ако го земеме предвид моментот дека дел од вас имаат и дечиња, и фамилии, и поработното време имаат работно време дома, апсолутно, тогаш ќе сватиме што значи жената. Краток совет, ве прекинав, повелете? Сакам да кажам дека ние како командири мора првин да им покажеме како се прави, за да они можат да видат и да не следат. Така да не може ние да не можеме. Ние мора први да направиме, потоа да не следат. Така. Кој е оној совет кој што би им го дале на жените, без оглед на тоа дали сакаат да бидат дел од армијата на Република Македонија? Денеска зборуваме за храбрите жени. Да не се откажуваат од тоа што го сакаат, да бидат цврсто убедени во себе, дека можат и постојано во себе да ги буткаат тоа што го сакаат, најблиските, да им битно е да имаме поддршката од најблиските и така само ќе одиме напред. Така. Да не покажуваме слабости и да бидеме упорни во она што го сакаме. Кога сме кај упорноста, целите ли кон повисок чин, размислувате ли за некоја друга опција во армијата на Република Македонија? Па да, армијата представува добра платформа за професионален развој на амбициозна, храбра и упорна жена. И јас се стремам за понатам во мојата кариера дека ќе стигнам до подофицерски чин или офицерски чин. А кога вашата, керка, да предпоставиме некогаш во иднина, би ви кажала, мамо, сакам да бидам дел од арма, што би кажале? Па ќе гледа пример од мајка ѝ. Апсолутно. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ми беше исклучително задоволство што бев во ваше друштво ова утро. Ќе ви посакам многу успех и многу храброст за остварување на сите цели кои што ги имате зацртано низ годините кои што следуваат. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас за поканата. Останете на првиот канал на Македонската телевизија во продолжение